Взе. Епа. Епа. Вака манекенка би го рекла. Епа. Епа. Не знам, почитувани дами и господа, дали сте свесни колку само голем напор, самопожртвуваност и храброст е потребна за да си моделка на Инстаграм. О, да. Но. Колку треба да трпиш тортура врз себе, па да одиш во секое WC, во буквално секој кафичка што ќе влезиш. Барем 3 пати дневно да се сликаш и да ја оплемениш атмосферата во WC-то. Знаете то колку е напорно? Па секој ден да си препозитивна, позитивна енергија. Спремна да се соочиш со предизвиците, да порачвиш брокула за да ја сликаш за стори на Инстаграм, а во моментот не да ти се бучит една сланина, со сипањчето ти да ја изедиш. Вие сега може потајно си се смеете по дома, ама стварно ненормална жртва е потребна за да си инфлуенсерка на Инстаграм. Слушнете само како звучи. Инфлуенсерка. Што си пилети? Инфлуенсерка. Како квасерка? Ако не вербите дека стварно е опасно, ризично да си инфлуенсерка на Инстаграм, еве ви, моделка за на Инстаграм, да не речам инфлуенсерка, била касната од ајкула додека се сликала за на Инстаграм. Како сосеќаш, ти што седиш спокојно на каучот, а момичето работи за да успее во животов. Ја каснала ајкула, љубомора класична, него поштовец злато ајкули на Инстаграм, заш секогаш кој ќе се сликет на смевката им е вау! Кој ќе ја видиш едноставно да пребледиш. А моди среди си ги забите, не ти е момичено криво, од цело море, тука најдовте ја пливате. Бе ти момичето криво. Кутро момиче он дека спружено. За кого? Остај ги злато и ич да не ги вртиш. Љубоморни ти се затоа што костумчето преубо ти стоеше. Сега следно сонце со лавој пробај ми. Тие можда поќе ќе имат нюх за мода. Само пред да се сликаш, провери чисто онака ради себе дали се нахранети.